Чија беше основната идеја за вашата соработка? Значи, основната идеја беше моја, но Маки ја прифати веднаш, затоа што требаше да одиме во Аргентина на театарски фестивал. На 16 јануари ни беше премиерата таму, на театарскиот фестивал НОЦ, каде што учествуваа претежно групи од Латинска Америка, од Бразил, Чиле, Аргентина, Боливија, Германија, Македонија, Шпанија, така да наменски ја направивме представата за фестивалот во Латинска Америка, во Сан Педро, провинција Буенос Ајрес. Зашто станува збор во представата Лола, монодрамата Лола? Чив е текстот? Да, значи текстот е по документарни материјали, што би рекло го собравме од конкретни жени кои што имаат слични проблеми, проблеми со финансиите, проблеми со општеството, социјални проблеми, психолошки проблеми и од најразлични истории во Црната хроника по весниците. И ги обработивме конкретните материјали, за да ја добиеме Лола како еден комплексен збир од многу истории, но една нитка е основна, а тоа е жената која што е гладна, тоест нема никакви финансиски извори во едно општество во кое што нема правила на игра, значи таа се бори за да преживее на најразлични начини. Дали станува збор за македонска жена или може да се стави оваа представа во било која општество? Па пред се за македонска жена, макар што тој проблем го има и во најразлични општества. Нели, но пред се македонската жена која што се бори со се што има, со се што знае, онака како што уме да преживее во едно општество, пак ви кажувам, кое што нема строги правила на игра, каде што компромисите се прават на секој чекор, така да таа константна борба е многу застапена во нашата представа. Монодрамата Лола е производ на интимен театар. Колку време постои театарот и зошто избравте алтернативен простор како кабаретот Джубокс? Па, мојот театар неофицијално, значи постои од 2010 година, официјално е регистриран од 2011 и работиме во Джубокс затоа што тие се наши веќе долгогодишни партнери. Веќе 3 години соработуваме со Джубокс и ова е трета представа која што ја играме тука. Каква е независната театарска сцена во Аргентина и може ли да направите споредба на истата со независната сцена во Македонија? Значи, независната сцена во Аргентина е многу поразвиена, затоа што таа е огромна држава, но има мејнстрим театри, нормално државни театри, општински театри, но независната сцена е исто развиена затоа што луѓето работат со поголема желба, според мене, имаат поголеми возможности да имаат свој простор, свое место за репетиции, за проби, за продукции, за играње на представите, така да е пораспространета. Нивната мрежа на независна театарска сцена е доста пораспространета и доста по-оптимистична и доста позитивна, така да се изразам. Соработуваат многу помеѓу себе, ние добивме многу покани да се вратиме повторно во Латинска Америка и да играме во тие нивни театри на најразлични групи, така да тој контакт многу полесно се воспоставува. Дали тоа значи дека независниот театар, интимен театар ќе продолжи со соработка со Јужна Америка и Да, засега ние длабоко се надеваме. Знаете, единствено патувањето дотаму е мал проблем, затоа што е далечно и е скапо нормално, но кога би отишле втор пат, би останале подолго. Овој пат останавме 2 месеци, но кога би отишле повторно, би останали подолго и повеќе би играле на сите тие места каде што ќе не поканат. Нормално во независни театарски куќи.